Мостот на река Брегалница, што ја поврзува општината Зрновци со Окочани и источниот регион, ќе започне да се гради. На местото на стариот и дотраен мост, кој што страдаше од поплавите во февруари минатата година, ќе биде изграден нов мост во должина од 100 метри, со широчина од 6 метри, и истиот ќе биде изграден на носечки 8 столба. Изведувач на работите ќе бидат компаниите Фросине и Гранит од Скопје. Ова на пресконференција го истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков, кој по одржаниот собир со жителите на Зрновци најави негова изградба, но истакна и тоа дека од самиот почеток за подготовка на изградбата на мостот беше предвиден помошен премин изграден од бетонски пропусти со цел да се поминува со лесни возила низ реката Брегалница. Јас кажав дека мостот ќе мора да биде струшен за да може да се отпочне со работите, меѓутоа дека исто и понатаму ќе работиме на тоа да биде поставено ново алтернативно решение со бетонски пропусти, за кое нешто, еве и тоа сакам да го кажам, дека неколку фирми, десетина фирми веќе се произнесуваат дека не е погодно местото за постување на вакви пропусти, дека сепак тоа ќе биде ризично, да веќе една фирма ми има позитивно одговорено, значи сакајќи да ни влезат во пресред, значи тие најверојатно, значи ќе се обидеме да го сето ова алтернативно решение решиме со постување на овие пропусти, така да очекувам дека деновиве ќе бидат донесени сите овие бетонски пропусти и ќе започнеме, значи паралелно, додека мостот се руши, паралелно да бидат поставени, да биде решена некаква алтернатива. Како општина, неколку пати се обиделе да го забранат движењето по мостот, но жителите постепено почнаа да ги отстрануваат барикадите и целосно да го користат мостот кој беше забранет за употреба. Навистина, значи овде сакам да потенцирам дека мостот е оштетен, а предупредени сме дека може да дојде до целосно рушење на мостот е навистина опасен. Јас од тие причини свикав собир на граѓани во саботата навечер. Драго ми е што навистина присуството беше многу големо. Мојата намера и цел беше, значи, да ги известам граѓаните за новото сообраќајно решение. Меѓутоа дека и понатаму не се откажуваме од идејата за поставување на бетонски пропусти кои што би биле своевидна алтернатива, барем, значи, во одреден период додека не се зголемат водите во реката Брегалница. Финансиските средства се обезбедени од Европската Унија од програмата за штети од поплавите 2015. Овие средства се добиени преку UNDP, која спроведоа тендерската постапка за реализација на мостот. Градоначалникот Станков истакна дека од објективни причини избраниот изведувач, компаниите Фросине и Гранит не започнале со работа, бидејќи се уште во процедура било обезбедувањето согласности од надлежните институции за да започнат работите на мостот. Инаку и покрај бурните реакции од одредени граѓани на собирот, сепак жителите на општина Зрновци на заедничкиот собир беа категорични во оценката дека крајно време е проблемот со мостот на реката Брегалница да биде решен.